Повеста дека на средбата помеѓу македонскиот амбасадор во Тирана Данчо Марковски и неговиот колега од јапонската амбасада Такада Мицјуки во главниот град на Албанија е понудена можноста кочанскиот ориз да се најде на трапезите на јапонските ресторани ширум Европа. Кочанските бизнисмени од овој сектор подитно треба да ги поканат двајцата дипломати за од идеја работата да се претвори во практична реализација. Ова е голема шанса за кочанското бело злато, бидејќи со пробивањето во јапонското кулинарство низ Европа се отвораат вратите да се пробие и во други национални и интернационални куњи во секогаш гладната за квалитет Европа. Мислењето на амбасадорот Мицјуки, откако го вкусил кочанскиот ориз, е дека по квалитет тој е идентичен со оризот кој се одгледува во Јапонија. Задоволен од него, тој предложил да се разгледа можноста оризот од Северна Македонија да се нуди на јапонски ресторани низ Европа. Како што пренесува Обсервер, тој на македонскиот амбасадор му се обратил со зборовите: "Почитуван амбасадоре Марковски, пренесете им на производителите на ориз во Северна Македонија дека кочанскиот ориз по својот квалитет и својства е на исто рамниште со оризот од Јапонија. Ви предлагам да започнете со понуда на истиот во јапонските ресторани низ Европа." Данчо Марковски инаку вчера се сретнал со неговиот колега Такада Мицјуки во јапонската амбасада во Тирана, од што произлегол разговорот и за оризот.